Експерти од Романија и Хрватска се едногласни. Лесново има потенцијал да стане првиот геопарк во Македонија и втор на Балканот. Денес на заедничка работилница со домашни експерти во Пробиштип, тие ги презентираа најважните работи кои треба да се имаат и направат за Лесново да се запише на листата на геопаркови на УНЕСКО. Good cultural and geological heritage. Првата работа која што треба да ја направите, тоа да поседувате културно и геолошко наследство, што веќе споменав дека го поседувате, а втората работа на која што треба да се посвети внимание е да се има добра соработка помеѓу општините чии што територии ќе влезат во тој геопарк подрачје, кој што ќе се определили од страна на експерти. Третата работа која што треба да се направи е да има добар менаџмент тим кој што ќе работи посветено и ако трпно кон исполнување на целите и развивање на геопаркот. И четвртата работа која што треба да ја направите е токму да се вклучат сите други засегнати страни во овој процес на геопарк за истиот да се оствари. So it's a hard work to be done here. Номинацијата за геопарк домашните експерти ја темелат на големото богатство кое овој крај го нуди. Кратовско-Злетовската вулканска област, покрај тоа што нуди рудна минерализација од обоени метали, располага и со многу неметални карактеристики, карпи кои што по својот квалитет се специфични и се користат за разни намени, а од друга страна таму ги знаеме пештерите на Лесново и исто така она што се користело како воденичен камен, затоа што самата градба и составот на карпите тоа го овозможувала. За да се реализираат сите планови, потребна е финансиска поддршка, која општините веќе ја имаат обезбедено. Она кое што сакам да го истакнам дека повеќе од 10 милиони денари е буџетот кој што го донира Фармахер, каде што дел со сопствени средства учествуваат и општина Пробиштип и општина Кратово. Вкупниот буџет на општина Пробиштип и општина Кратово е 1.600.000 денари по на двете општини, каде што овие средства исто така ќе бидат наменети за чекорите, постапките во периодот кој што ни следи, се со цел за подобра, односно апликација и номинација за геопаркот Лесново. Доколку целиот проект се реализира, општините Кратово и Пробиштип ќе имаат огромни придобивки. Значи повезивање и уклучување у ту породицу. Поврзувањето во семејството на геопаркови носи бенефити за финансирање, односно достапност за проекти и тоа е многу важно. Исто така важно е да се напомене дека сите геопаркови се наоѓаат на рурални подрачја каде луѓето се генерално иселени. Па ова е можност истите да се вратат назад и да можат да произведуваат и да продаваат, на некој начин да се занимаваат со рурален туризам. Луѓе да могу на неки начин. Ако се оди според планот, апликацијата за номинација на Лесново за геопарк ќе биде поднесена за 1 година.